Беше тоа на 24. август 2017 година кога македонскиот шампион Вардар создаде историја за македонскиот фудбал во реванш дуелот против Фенербахче од плејоф фазата за пласман во групите на Европската лига. Црвено-црните во Истанбул го ставија турскиот тим на колена со победа од 1:2. На 24. август 1930 во Прилеп е роден Ордан Петлески, хрватски и македонски сликар и графичар. Најдолго време живееше во Загреб, но сепак изврши одредено влијание врз некои македонски сликари. Од делата познати се Македонско село, Изгорување, Морбидни облици, Праоблици, Пергамена, Магична игра, Цутење и други. Ордан Петлески умре во Загреб на 22 јануари 1997. На 24. август 1964 година во Скопје е родена Сузана Спасовска. Уште од дете настапувала во голем број хорски ансамбли и пејачки групи, а подоцна постигнала извонредна пејачка кариера, изведувајќи неколку стотици народни и авторски фолклорни песни. Сузана Спасовска гостувала речиси низ целиот свет, Соединетите Американски држави, Канада, Австралија, Европа, а имала настапи на врвни светски сцени како Ватрослав Лисински во Загреб, Цанкариев дом во Љубљана, Брукс центарот во Мелбурн, Опера хаус во Сиднеј и така натаму. Почнувајќи од 1986 година, Сузана Спасовска континуирано ја негува македонската песна и има снимено над 21 самостојно аудиоиздание, многу видеозаписи со врвен квалитет, музички антологии, самостојни концерти и настапи на фестивали. Ја нарекува Сузе национале, златно грло, славеј македонски. Своевремено беше позната и по комплетните уникатни настапи, со специфичен стајлинг и кореографии. На 24. август 1964 година е родена Лилјана Николовска, југословенска и хрватска пејачка од македонско потекло. Незиниот татко како воено лице се преселил во Хрватска од реканското село Битуше. Најпозната е како пејачка на сплитската група Магазин. Со групата Магазин снимила 7 албуми и се појавила на многу компилации од 1982 до средината на 1990 година. Од 1995 година Лилјана е во брак со музичарот Пит Мазик, со кого има син, живее и работи во Сан Педро, Калифорнија, Соединетите Американски држави. На 24. август 1899 година во Куманово починала Екатерина Симичиева, деец на внатрешната македонско-одринска револуционерна организација и борец за црковна независност во Македонија. Екатерина завршила Солунска екзархиска женска гимназија, пошто заминала за Куманово, каде станала учителка во екзархиското училиште и основала женско друштво. Се омажила за Авксенти Ѓоргиев, син на богат и влијателен човек од градот. На годишнината на училиштето пред турскиот валија, на место дадената стихотворба, таа изрекува други бунтовни зборови. Привлечена е во ВМРО од Ѓорче Петров и станува курир кој патува низ селата. Во Штип се среќава и со Даме Груев. Ранета е во родниот град при борба со турските војници, сакајќи да одбрани имот на кој требало да се гради српска црква. На 24. август 1907 година почина Иван Наумов Алабакот, македонски револуционер од периодот пред Илинденското востание, кој учествувал во ослободувањето на Крушево во 1903 година. Во востанието дејствувал со чета во Велешко, Крушевско, Прилепско, Кичевско и во Поречието. Во 1907 учествува и во познатата битка на Ножот.